Добар ден, господине министре. Учествувате на Министерскиот самит на НАТО, кој што доаѓа во круцијален момент за идните планови на Алијансата. Па, какви беа заклучоците од денешниот Северноатлантски совет? Благодарам на можноста да се обратам. Навистина многу различна риторика ви кажав од минатите состаноци. Имав можност да учествувам и на минатиот состанок на нивото на министри, но и она што беа пораки од Вашингтон на самитот во Вашингтон, каде што можевме да видиме една риторика сега со новата администрација предводена од претседателот Трамп, сосема различен контекст, различни контури и постојано се зборува за планот за мир, што јас го поздравувам апсолутно, и тие нови контури ќе значат преговори како да се стигне до мировно решение, но така исто од друга страна како да се видат и сите обврски што ќе ги има Европа. Се зборува за различни видови на преговори, она што било низ историјата, но и како најголемите сили да бидат предводници да се постигне мир. И навистина риториката ја охрабрува дека може да се постигне мир во следниот период. Но она што исто така се разговараше, што е многу важно, колку ќе се издвојуваат средства од буџетите на земјите за во следниот период, иако доаѓаат големи предизвици пред нас, бидејќи треба да одвојуваме повеќе од 2% од ЖДП, можеме да слушнеме и 3% до 5% од новата администрација на претседател Трамп, што е сериозно, навистина за било која една земја, за сите земји во НАТО е тоа сериозна сума, само од неколку земји тоа може да го постигнат зборам на они процент од 5%, но ќе даваме се од себе како да се модернизираме самите армии во сопствените земји. На тоа мислам како ние како држава максимално да се посветиме кон себе, што е многу важно, а од друга страна се зборува и за она што биле како донации изминатите години постојано и помошта кон Украина, колку вродило сето тоа со плод и дали дополнително се мотивирала во конкретниот случај Русија за дополнително свое производство и капацитети повеќе од сите земји членки на НАТО во Европа. И тоа се сериозни суми што се разговара, се разбира, по тој формација изнесува на овој состанок многу доверливи информации кои што секој од нас треба да ги знае како да се посветиме кон себе и максимално да се модернизираме и да покажеме дека ќе бидеме, се разбира, дел од фамилијата што во НАТО што навистина ќе дава се од себе како да има подобри би рекол структури натре во земјата. Покрај зголемените трошоци за одбраната се говори за заекнување на одбранбеното производство. Па како може да биде нашиот удел? Токму така се е поврзано, но исто така голема обврска мора да спомнам нашите обврски и цели што ги наметнува НАТО за следниот период, а тоа се дополнителен сегмент за дополнителни средства од нашиот буџет како да ги постигнеме барањата на НАТО од нас како земја членка, тоа се сериозни пари, морам да кажам. И денеска во мојот одговор кажав дека се разбира ќе има приоритет она што ние треба да го набавиме, но исто така треба да бидеме реални колку можеме да издвоиме. Треба исто така да гледаме сметка, односно да водиме како држава сметка, да имаме се повеќе наменско производство, да охрабриме компании што би произведувале, би рекол и војна, да се војно производство да има за одредени сегменти каде што може Македонија да биде интересна земја и такви инвестиции да привлечеме, исто така како многу земји што прават и државата вложува во тие капацитети за тоа производство да расте, бидејќи гледате какви предизвици се пред нас, се позади нас, но и она што се очекува во наредниот период секој да дава максимум да дава како земја, да се зголемува наменското производство, војната индустрија да расте, но и капацитетите во сопствените држави да се зголемуваат. Но јас како министер за одбрана ќе потенцирам. Едно е модернизација што мора да направиме, но исто така се што е оставено во државата, односно како капацитети на армијата и на министерството мора да ги подобриме. Не може, ова стално го говорам, постојано да се модернизираме со војна опрема, а да не гледаме какви ни се капацитети. За жал, оставени се многу лоша состојба. Паралелно треба да си работиме како да имаме задоволна војска, да имаме задоволни вработени, а се разбира и да се покажеме пред НАТО дека навистина ќе даваме се од себе. Ви благодарам. Благодарам и на вас.